Рибарот и страшниот дух. Некогаш пред многу години живеел стар сиромашен рибар што имал жена и две ќерки. Секој ден тој одел крај морето да лови риба, но никогаш не ја фрлал мрежата повеќе од 4 пати. Еднаш рибарот отишол на морскиот брег, ја симнал торбата од рамо и ја фрлил мрежата во водата. Откако почекал некое време, ја повлекол мрежата кон брегот, но таа била толку тешка што сиромашкиот одва ја извлекол надвор. Се зарадувал старецот сметајки дека фатил богат лов. Но кога погледнал во мрежата, што ќе види? Во неа, наместо риба, имало еден магарешки скелет. Се зачудил рибарот, го извадил магарешкиот скелет, ја исцедил мрежата и пак ја фрлил во водата. Малку почекал, па одново повлекол, но овој пат мрежата била уште потешка. Со голема мака ја извлекол рибарот на брегот, но сега, наместо риба, фатил голем сад полн со песок и тиња. Сиромашниот старец воздивнал и трет пат ја фрлил мрежата. Но кога по долг напор одново ја извлекол, мрежата била полна со парчиња, земјани садови, камења и стакла. Тогаш рибарот ги кренал очите кон небото и извикал: "Милостив Аллаху, ти знаеш дека јас фрлам мрежа само 4 пати на ден. Досега веќе 3 пати фрлив, но попусто. Помогни ми барем 4-тиот пат да фатам малку риба." Откако ги изговорил тие зборови, стариот рибар ја фрлил мрежата по 4-ти пат. Постојал, почекал и одново почнал да влече. Но овој пат мрежата била толку тешка, да дури и не се помрднувала. Рибарот се соблекол, се нурнал во водата и најпосле успел да ја извлече мрежата на брегот. Кога ја раздиплил, нашол во неа една огромна бакарна стомна, добро затворена со оловна тапа, врз која бил издлабен печатот на цар Сулејман. Се зарадувал сиромашниот рибар и си рекол: "Ке го продадам садов на некој казанџија и секако ќе земам за него 2-3 жолтици." И стариот ја поместил стомната и почувствувал дека е полна со нешто. "Чекај да видам што има внатре," си рекол рибарот, и откако си го извадил ножот, ја извлекол оловната тапа. Но на негово големо изненадување, од грлото на садот се извил чад што се кренал до облаците. Потоа сиот чад се собрал, затреперил и се претворил во џиновски великан, чија што става досегала до небото, а нозете му допирале до земјата. Главата му била како кубена храм, рацете како огромни вили, нозете како катарки од галија, устата како пештера, забите како воденични камења, носот како оџак, очите пламнати факли. Кога го видел тоа чудовиште, рибарот се скаменил од страв. Нозете и рацете му затрепериле, забите му заштракале, пред очите му се стемнило. А џинот извикал: "Нема друг бог освен Аллаха и Сулејман е негов пророк. О, семоќен Сулејмане, не убивај ме. Ти ветувам дека нема веќе да им се протиставувам на твоите заповеди и ќе ја исполнувам секоја твоја желба." Тогаш рибарот му рекол: "Несреќен призраку, како се осмелуваш да го нарекуваш Сулејман пророк на Аллаха? Зар не знаеш дека веќе минаа 18 столетија откако е умрен Сулејман и дека ние живееме во друго време? Раскажи ми што се случило со тебе и како си се нашол во оваа стомна." Страшниот дух одговорил: "Радувај се, рибару, јас ти носам добра вест." "Со што ќе ме израдуваш?" прашал бедниот рибар. "Со тоа што еве сега ќе умреш со најстрашна смрт." "Какво зло сум ти сторил та така да умрам? Јас те ослободив од стомнава и те вратив на земјата," извикал рибарот. А духот рекол:
Тебе ти оставам да решиш од каква смрт сакаш да умреш. Така ли ми се отплатуваш за добрината? Огорчено проговорил рибарот. Да, ти ќе умреш, но пред тоа чуј ја мојата историја, рекол џинот. Јас се кренав против Сулејман и тој му заповеда на својот везир да ме одведе кај него. Кога ме виде, Сулејман ми предложи да ја примам неговата вера и да го признам за свој господар, но јас откажав. Тогаш тој нареди да ја донесат оваа стомна, ме затвори во неа, ја обложи со бакар и ја запечати со својот печат. Потоа ги викна своите покорни духови и им заповеда да ја фрлат стомнава во морето. 18 столетија поминав под вода, повторувајќи си секој ден дека доживотно ќе го збогатам оној што ќе ме ослободи. Но времето одминуваше и никој не се јавуваше да ми помогне. Тогаш ме опфати страшен гнев и јас се заколнав дека ќе го отепам мојот ослободител, предложувајќи му сам да си одбере каква што сака смрт. И ете, ти рибару ме ослободи и јас ти предлагам сам да решиш од каква смрт сакаш да умреш. Што ми требаше да правам добрина, се затувкал рибарот. Значи вистинита е поговорката што вели дека на доброто се враќа со зло. Немој да зборуваш повеќе, извикал духот. Подготви се да умреш. Откако сватил дека смртта му е неизбежна, сиромашниот рибар прибегнал кон Итрина и рекол: Штом си решил да ме отепаш, те заколнувам во името на цар Сулејман да ми одговориш на едно прашање. Страшниот дух се стреснал кога слушнал дека се споменува името на цар Сулејман, па одговорил: Добро, прашувај и јас ке ти ја кажам вистината. Рибарот прашал: Како си се воврел во таа стомна кога само едната твоја рака не може да се смести во неа? Зар ти се сомневаш дека сум бил внатре? Да, не можам да поверувам додека не видам со своји очи како седиш во стомнава. Тогаш џинот затреперил, се претворил во чад и се извишил до небесниот свод, потоа чадот се згустил и полека сиот влегол во бакарната стомна. Без да губи време, рибарот ја грабнал оловната тапа со печатот на цар Сулејман и откако здраво го затворил грлото на стомната, извикал: Одбери си каква сакаш смрт. Ако не сакаш да умреш, јас ке те фрлам во морето. Потоа ќе си направам куќарка на брегов и ќе раскажувам твојата историја на секој што ќе дојде тука да лови риба. Верувам дека никој не ќе посака да те ослободи за да ја плати својата добрина со смрт. Кога ги слушнал тие зборови, страшниот дух ги напнал сите своји сили за да се извлече од стомната, но се покажало дека е сосем слаб, зашто врз него тежел печатот на цар Сулејман. Тогаш тој сватил дека рибарот го надитрил, па му рекол: Милост, рибару, јас сакав само да се пошегувам со тебе. Нема повеќе шеги, одговорил рибарот и со се стомна се упатил кон морето. Духот се скротил и тивко прашал: Што ке правиш со мене? Ќе те фрлам во морето, рекол старецот. Ти си поминал 18 столетија на морското дно и јас ке те оставам да лежиш таму дури до денот на страшниот суд. Те молев да не ме оттепуваш, но не ја послуша мојата молба и посака да ми вратиш за доброто со зло. Сега Аллах те препушти на мојве раце и ти ке бидеш казнет. Страшниот дух се обидел да го смилостиви рибарот и извикал: Отвори ја стомнава и јас богато ке те наградам. Лажеш, проклетнику, рекол рибарот. Ако те пуштам, ти ке постапиш со мене како што постапи везирот на цар Јунан со лекарот Дубан. А што се случило со везирот на цар Јунан и со лекарот Дубан? Прашал духот. Раскажи ми ја нивната историја. Расказ за везирот на цар Јунан и за лекарот Дубан. Некогаш многу одамна, почнал рибарот,
си живеел во Персија цар на име Јунан. Тој бил богат и имал многубројна војска. Но телото му било разјадено од лепра и ниту учени, ниту лекари можеле да му помогнат. Цар Јунан пиел секакви лекарства, се мачкал со разни мевлеми, но ништо не можело да му ги скрати страдањата. И ете, така, еднаш во главниот град пристигнал стар и искусен лекар по име Дубан. Тој имал прочитано многу книги, грчки, персиски, латински, арапски и сириски. Ја изучил медицината, астрономијата и разни други науки, ги познавал добрите и вредни својства на сите растенија и билки. Кога пристигнал во престолнината, прочениот лекар дознал за болеста на царот, кого што никој не можел да го излекува, и целата ноќ ја поминал над своите книги. Утредента, што ми изгреало сонцето, тој се облекол во својата најубава облека и отишол во царскиот дворец. Се јавил кај царот и откако му пожелал вечна слава и долг живот, рекол: Господару, јас слушнав дека тешка болест те снашла и никој од твоите лекари не нашол лек за неа. Јас верувам дека ќе можам да те излекувам без да ти давам да пиеш лекарства и без да те мачкам со мевлеми. Цар Јунан вчудовитен прашал: А како ќе го сториш тоа? Се колнам во Аллаха дека ако навистина ме излекуваш, богато ќе те наградам и тебе и сиот твој род. Ќе ги исполнам сите твои желби и ти ќе станеш мој сотрпезник и најблизок пријател. Лекарот рекол: Да, јас ќе те излекувам и тоа без да сетиш болка или измореност. Тогаш цар Јунан извикал: Побрзај, сине мој, зашто се неиздржливи моите маки. Кога излегол од царскиот дворец, лекарот Дубан отишол во градот и изнајмил една куќа во која ги пренесол сите своји книги, лекарства и билки. Потоа зел еден стап, ја издлабил рачката и ја наполнил со лекарство, направил една топка и следното утро се јавил во дворецот. Влегол кај царот и му рекол веднаш да појде на игралиштето. Цар Јунан се упатил кон посоченото место, придружуван од своите емири, везири и дворјани. Кога стигнале на игралиштето, лекарот Дубан му ги подал на царот стапот и топката, па рекол: Господару, фати го стапов за рачка, трчај по игралиштево и со сета сила удираја топкава, додека пот да ти ја облее раката и целото тело. Тогаш лекарството ќе се впие во порите на кожата од твојата дланка и ќе се разнесе по целото тело. Штом ќе се испотиш добро, врати се во дворецот, искапи се во бањата и легни да спиеш. Така ќе бидеш излекуван. И цар Јунан го фатил стапот за рачка, го јавнал својот конј и фрлајки ја топката ја подгонил и ја заудирал со сета сила. Кога раката и целото тело му се облеале во пот и лекарството се впило во кожата од дланката, цар Јунан се вратил во дворецот и заповедал да ја приготват бањата. Слугите се растрчале да ја исполнат заповедта на својот господар и му приготвиле чиста облека за преслекување. Потоа царот влегол во бањата, се избањал, се прибрал во спалната, веднаш легнал и заспал. Кога се разбудил утредента, цар Јунан се почувствувал сосем здрав. По неговото тело ни трага од лепрата, кожата му блескала како сребро. Радосен и среќен, тој отишол во приемната сала и седнал на престолот, обкружен од своите великодостојници и дворјани. Тогаш во салата влегол лекарот Дубан, се приближил до царот, му се поклонил и ја пофалил неговата моќ. Цар Јунан го прегрнал и го поканил да седне редум со него, велејки: Овој човек ме излекува и од денес натаму тој ќе биде мој сотрпезник и најблизок пријател. Потоа царот приредил богата гоштавка и седнал заедно со лекарот крај трпезата. Цел ден јаделе, пиеле и се веселеле, а вечерта по гоштавањето царот заповедал лекарот Дубан да биде обсипан со најскапи облеки и секакви подароци. Лекарот го благословил својот великодушен покровител и си отишол дома.
Но цар Јунан имал еден велик везир, страшен злобник и човек со темна душа. Зол, алчен и завидлив, тој бил преисполнет со омраза и злоба. Кога видел дека царот седи рамо до рамо со лекарот Дубан и го обсипува со подароци, везирот пламнал од завист и решил да го погуби својот соперник. Тој се приближил до царот и му рекол: Водачу на правоверните, дозволи ми да ти дадам еден скап совет кој немам право да го кријам од тебе, зашто ќе сторам голем грев. Заповедај ми да ти ја откријам тајната и јас ќе ја исполнам твојата повелба. Збркан од зборовите на везирот, цар Јунан прашал: Каков е тој совет? А везирот одговорил: О, моќен цару, нашите предци велеа: Оној што не мисли за крајот и за иднината, нему судбината не му е пријател. А јас гледам дека ти грешиш, обсипувајќи со својата штедрост еден непријател кој сака да те отепа. Јас се плашам за твојот живот. Кога ги слушнал тие зборови, цар Јунан се загрижил и со пребледнето лице рекол: Но кој е тој што го нарекуваш мој непријател и кого јас го обсипувам со штедрости? Великиот везир одговорил: Господару мој, ако спиеш, разбуди се, ти зборувам за лекарот Дубан. Не е вистина, рекол царот. Тој е мојот најдобар пријател. Јас го почитувам повеќе од сите луѓе, зашто тој ме спаси од болеста која ниеден лекар не можеше да ја излекува. Друг таков човек нема да се најде во целиот свет, ни на исток, ни на запад. Како се осмелуваш да го клеветиш? Од денес натаму јас ке му плаќам по 1000 жолтици на месец, но и тоа е малку. Дури и половината од царството да му го дадам, пак не би му се одолжил. Ми се чини дека зависти се загнездила во срцето и ме намамуваш да го отепам лекарот, за да се раскајувам после како што се каел цар Синдбад, кој го отепал својот сокол. А како се случило тоа? Прашал везирот. Расказ за соколот на цар Синдбад. Велат дека некогаш во Персија живеел цар што сакал секакви веселби и забави, но најмногу го сакал ловот, почнал цар Јунан. Тој имал еден сокол што сам го одгледувал и од кој не се одделувал ни дења ни ноќе. Кога одел царот на лов, секогаш го земал со себе и соколот, па му давал да пие вода од златна чашка, врзана со синџир за вратот на птицата. Еднаш, кога седел царот во дворецот, дошол кај него главниот одгледувач на соколите и му рекол: Честити царе, време е веќе да излезеш на лов. И царот се приготвил, го ставил соколот на рака и со целата своја придружба отишол на лов. Долго оделе тие додека најпосле не стигнале во една долина и ги распнале ловечките мрежи. По едно време во една од стапиците се фатила срна. Тогаш царот извикал: Да знаете дека ќе му ја пресечам главата на оној што ќе допушти срната да мине покрај него без да ја фати. Ловците почнале да ја стегаат мрежата околу заробеното животно, но одеднаш срната се стрчнала кон царот, се исправила на задните нозе, а предните ги притиснала на своите гради, не баре сакала да му се поклони на семоќниот господар. Царот се наведнал кон неа, а таа скокнала преку неговото рамо и избегала во пустината. Кога се свртел кон своите телопазители, царот видел дека тие си намигнуваат еден на друг и затоа го прашал својот везир: Што значи ова? Везирот одговорил: Тие сакаат да кажат дека ти се заколнал и ќе го отепаш оној што ќе ја испушти срната. Се замислил царот и рекол: Се колнам во мојава глава дека ќе ја догонам, ќе ја стигнам и ќе ја вратам назад. Тој го збоднал конјот по трагите на срната и брго ја настигнал. Таа сакала да се скрие во шумата, но соколот почнал да ја колве по очите и ја ослепел.
Тогаш царот замавнал со еден стап, ја удрил со сета сила срната и ја соборил на земи. Потоа скокнал од конјот, ја заклал и ја одрал кожата и ја врзал за седлото. Денот бил многу топол и наоколу немало ни капка вода. Силна жед го измачувала царот, а и конјот му ожеднал. Откако поразгледал наоколу, царот видел едно дрво од кое капела некаква течност како масло. Без да си ги вади на раквиците, тој ја откачил чашата од вратот на соколот, ја наполни со таа течност и ја принесол кон своите усни. Во тој миг соколот ја удрил чашата со крилото и ја турнал. Царот си помислил дека соколот е жеден, повторно ја наполнил чашата и му дал да пие. Птицата одново ја удрила чашата и таа се истурила. Царот се налутил, трет пат ја наполнил чашата и му ја принесол на конјот, но и сега соколот ја турнал со своето крило. "Проклета биди несрекна птицо!" извикал царот. "Ти ме спречи да пијам, ти самата не пиеше, а и конјот ми го лиши од вода." Со еден замав на мечот, царот му ги исекол крилјата на соколот. Соколот ја кренал главата како да сакал да рече: "Види што има таму на дрвото." Царот погледнал нагоре и меѓу гранките забележал огромна змија од чија што уста капел отров. Тогаш се покајал царот што му ги исекол крилјата на верниот сокол, го јавнал конјот и тргнал назад, земајќи ја со себе и отепаната срна. Штом стигнал во дворецот, тој му ја дал срната на готвачот и му рекол: "Земи ја срната и испечи ја." Потоа царот седнал на престолот со се соколот на рака. Одеднаш птицата испискала и паднала мртва, а царот заплакал од мака, зашто го отепал својот верен сокол кој го спасил од сигурна смрт. Откако цар Јунан го раскажал настанот за соколот на цар Синдбад, везирот рекол: "Семоќен господару, ако ти му се препуштиш на лекарот Дубан, тој ќе те отепа. Иако ти богато го награди и го направи среќен со својата дружба, тој те има осудено со жестока смрт. Зар не гледаш дека тој подмолен непријател те излекува само привидно? Можеш ли да веруваш дека со време неговото лекарство нема да подействува смртоносно врз твоето тело?" Тогаш во душата на цар Јунан се всадило сомневање и тој рекол: "Имаш право, мој верен советнику. Лекаров можеби навистина се вовлекол тука како шпион за да ме отепа. Како што ми го подаде стапот, исто така може да ме намами и да помирисам нешто што ќе ме уништи без да почувствувам." Обземен од страв, цар Јунан го прашал везирот: "Кажи ми што да правам со него?" А везирот рекол: "Веднаш прати да го повикаат и штом ќе влезе овде, заповедај да му ја пресечат главата. Така ќе се спасиш од него и ќе си го повратиш спокојството." Царот пратил да го викнат лекарот Дубан, кој се појавил зарадуван и насмевнат без да насети што го очекува. "Знаеш ли зошто те викнав?" го прашал царот. "Само Аллах може да го знае тоа," одговорил лекарот. "Те викнав за да те погубам," рекол царот. Зборовите на царот го погодиле како гром лекарот Дубан и тој извикал: "Зошто сакаш да ме погубиш, господару? Какво зло сум ти сторил?" А царот рекол: "Ми рекоа дека си дојден да ме отепаш, но јас ке те испреварам и ке ти ја пресечам главата." Цар Јунан го викнал джелатот и му заповедал: "Пресечи му ја главата на овој измамник и спаси ме од неговата подлост." Лекарот сфатил дека царевите богати награди ја имаат разбудено зависта кај дворјаните, па тие го наклеветиле кај царот. Тој се покајал што излекувал таков недостоен владетел, но веќе било доцна да сожалува за своето добро дело. "Така ли ми се отплаќаш, господару, за добрината што ти ја сторив?" извикал несрекникот. Цар Јунан не им обрнал внимание на лекаровите зборови и му ја повторил заповедта на джелатот. Тогаш джелатот пристапил напред, му ги врзал рацете и очите на лекарот и го извадил мечот.
Смилуј се, семоќен господару, не убивај ме, зашто Аллах ќе те погуби и тебе. Лекарот Дубан неизадржливо заплакал, а од врзаните очи му потекле обилни солзи. Гледката била трогателна и некои од дворјаните му се обратиле на царот велејки му: Водачу на правоверните, не одземај му го животот. Овој човек не само што не ти има направено никакво зло, туку ние со наши очи видовме како те излекува од тешката болест. Зар вие не знаете зошто го убивам? Рече царот. Тој ме излекува давајќи ми да го држам стапот, но утре може да ме намами да мириснам нешто и да ме умртви. Не, тој е шпион што очекува награда за своето злосторство и јас треба да го погубам за да бидам спокоен. Кога видел дека му е неизбежна смртта, лекарот извикал: Господару, штом не сакаш да ме поштедиш, барем исполни ми ја последната желба. Дозволи ми да појдам дома за да се простам со своите блиски и да им ги оставам на моите пријатели книгите за лекување. Меѓу нив има една чудна книга која јас тебе ќе ти ја подарам за да ја зачуваш во твојата ризница. Цар Јунан го прашал: Каква е таа книга? Лекарот Дубан одговорил: Таа е полна со премудри тајни, но најголемата тајна е следнава. Кога ќе ми ја пресечат главата, ти отвори ја книгата, заврти ги првите 3 листа, па прочитај ги првите 3 реда на левата страница, тогаш мојава глава ќе одговори на сите твои прашања. Цар Јунан се зарадувал и викнал: Значи твојата пресечена глава ќе разговара со мене? Да, господару, рекол лекарот. И тоа чудо ќе стане. Тогаш царот го пуштил лекарот Дубан да си оди дома, спроведуван од многубројна стража. Лекарот се вратил дома, го направил чудниот распоред, се простил со своите блиски и утредента се јавил во дворецот. Се собрале сите емири, везири, дворјани со еден збор, целиот царски совет. Лекарот застанал пред царот меѓу двајца чувари, држејќи во рацете старинска книга и кутика со некаков прав. Дајте ми една чинија, рекол тој и седнал на еден диван. Кога му ја донесле чинијата, лекарот го исипал врзнеа правот, го изремнил со дланка и рекол: Господару, земи ја оваа книга, но не отворај ја пред да ми ја исечат главата. Штом ќе ја исечат, заповедај да ја стават во чинијата и да ја притиснат врз правот, за да запре течењето на крвта. Потоа отвори ја книгата. Цар Јунан ја зел книгата и му заповедал на джелатот да му ја пресече главата на лекарот. Джелатот ја извршил наредбата, а главата се истркалала среде чинија. Потоа ја натиснале исечената глава врз правот, крвта запрела, очите се отвориле, а устата проговорила: Сега, господару, отвори ја книгата. Царот ја отворил книгата и видел дека незините листови се залепени. Тој си го ставил прстот во устата, го наплукал и го завртел првиот лист. На ист начин го завртел и вториот и третиот лист, но не видел никакви букви. Но тука нема ништо напишано, извикал царот. Продолжи да прелистуваш, рекла пресечената глава. Цар Јунан завртел уште 3 листа, притоа клавајки го прстот во уста за да го наплука, додека најпосле отровот со кој биле намачкани листовите не продрел во целото негово тело. Јас сум отруен, извикал царот и почнал да се грчи од болки. Тогаш пресечената глава рекла: Таков е крајот на сите цареви што погубуваат невини луѓе. Таква е одмаздата на Аллаха за нивната несправедливост и жестокост. Откако главата ги изговорила тие зборови, цар Јунан издивнал во страшни маки. Откако го раскажал настанот за цар Јунан и за лекарот Дубан, рибарот му рекол на страшниот дух: Ако цар Јунан не му го одземел животот на лекарот Дубан, Аллах сигурно ќе го поштедел. Ако пак ти се смилуваше над мене, Аллах ќе го продолжеше и твојот живот.
но ти посака да ме отепаш и затоа сега јас ке те фрлам во морето. Тогаш духот извикал: Не казнувај ме за мојата неблагодарност. Биди великодушен и сети се за поговорката што не учи да не му враќаме на злото со зло. Не, јас ке те фрлам во морето зашто ти не заслужуваш никаква милост. Пушти ме, одново замолил духот. И јас ти ветувам дека никогаш веќе нема да ти направам ништо лошо и дека ќе ти помогнам да станеш богат и среќен човек. Овие зборови го соблазниле сиромашниот рибар и му го омекнале срцето. Заколни се во Аллаха дека ќе го исполниш своето ветување, рекол тој. Се колнам, извикал духот. И рибарот ја одзатнал стомната. Одново се извил густ чад кој затреперил и се преобразил во прегешниот џин. Духот ја кошнал стомната која што се стркалала и паднала во морето. Се исплашил рибарот и си рекол: Ова не е на добро. Но духот се засмеал и рекол: Оди по мене. И тој тргнал напред, а рибарот по него. Двајцата излегле надвор од градот, се искачиле на една планина, а оттаму се спуштиле во пространа рамнина и застанале пред едно езеро што се наоѓало меѓу 4 ридишта. Фрлија мрежата во езерото, рекол духот. Се загледал рибарот во водата и таму видел многу риби во различни бои: бели, црвени, сини и жолти. Тој ја фрлил мрежата и извлекол 4 риби: бела, црвена, сина и жолта. Се зарадувал сиромашниот старец, а духот му рекол: Земи ги рибиве и однеси му ги на султанот. Тој ќе ти даде за нив толку пари колку што ти не си видел во целиот свој живот. Можеш да доаѓаш овде секој ден и да фаќаш риба, но запамети, не смееш да фрлаш мрежа повеќе од еднаш на ден. А сега, проштавај. Рекол духот, удрил со нога во земјата, таа се растворила, го голтнала и пак се затворила. Рибарот се упатил кон градот, занесен во мислите за своето чудно доживување. Кога си дошол дома, зел едно ведро, го наполнил со вода и ги пуштил рибите внатре. Потоа го ставил ведрото наглава и отишол во султановиот дворец. Султанот многу се зачудил кога се појавил рибарот кај него, зашто никогаш немал видено такви риби. Тој му рекол на својот везир: Дај ги рибиве на готвачката и нарачај да ги приготви за ручек. Везирот отишол кај готвачката и рекол: Неговото величество ги доби овие риби и нарача да ги сготвиш. Покажи му го твоето готвачко искуство. Потоа везирот се вратил кај султанот, кој му заповедал да му даде на рибарот 400 жолтици, за секоја риба по 100 жолтици. Кога ги зел парите, сиромашниот рибар изнакупил се што му било потребно за семејството и се вратил кај жена си радосен и среќен. Во тоа време готвачката ги исчистила рибите, ги ставила во еден тиган и почнала да ги пржи на огнот. Кога се зацрвиле рибите од едната страна, таа ги свртила на другата, но токму во тој миг ѕидот на кујната се растворил и од него излегла стројна девојка со невидена убавина. Долги клепки се спуштале над незините темни очи, облеката й била од небесно сина свила, скапи белезици и прстени ги краселе рацете, а во едната рака држала бамбусова прачка. Непознатата убавица се доближила до огнот, го удрила тиганот со прачката и рекла: О, рибки, рибки, го помните ли вашето ветување? Кога го видела сето ова, готвачката премрела од страв, а девојката ги повторила уште 2 пати своите зборови и рибите ги подкренале главите и одговориле: Да, помниме, ке дојде ден и ние ке се одмаздиме за нашата несреќа. Тогаш девојката го превртела тиганот и исчезнала во ѕидот кој веднаш по неа се затворил. Кога се созела од стравот, готвачката видела дека рибите изгореле и поцрнале како јаглени. Тешко мене,
се затувкала таа, но во тоа време влегол везирот и ја прашал дали е готов ручекот. Со солзи на очи готвачката му раскажала што и се случило. Тоа чудо не треба да се крие од султанот, извикал везирот и отишол кај својот господар кому му го раскажал необичниот настан со рибите. Султанот посакал да го види чудото со своји очи. Тој наредил да го доведат рибарот и му заповедал да донесе уште 4 разнобојни риби како првите. Утредента рибарот ги донел рибите. Султанот го наградил со уште 400 златници и му рекол на везирот: Испржи ги рибиве пред мене. Везирот ги исчистил рибите, ги наредил во тиганот и ги ставил на огнот. Тогаш, одеднаш, ѕидот се растворил и од него излегол еден црн џин, кој во раката држел дебел зелен стап. Тој пристапил до тиганот и прашал со страшен глас: О, рибки, рибки, го помните ли вашето ветување? Рибите ги подкренале главите од тиганот и рекле: Да, помниме. Ке дојде ден и ние ке се одмаздиме за нашата несреќа. По тие зборови на рибите, црниот џин го удрил тиганот со пратот, го превртел во огнот и сите риби поцрнале како јаглен. Потоа џинот исчезнал во ѕидот кој веднаш по него се затворил. Нема сомневање дека во овие риби се крие некоја тајна, извикал султанот и заповедал да го доведат рибарот. Каде си ги уловил овие риби? Го прашал. Во езерото меѓу 4 ридишта зад онаа висока планина што се гледа оттука, одговорил рибарот. Колкав е патот до тоа езеро? 1 ден. Султанот и заповедал на стражата и на својата придружба да се приготват за пат. Самиот тој го јавнал конјот и тргнал напред. Немало каде, па тргнал и рибарот со дружината на царот. Се искачиле патниците на планината, потоа се спуштиле во пространата рамница. Тие стигнале до езерото распространето меѓу 4 ридишта и во водата забележале разнобојни риби. Султанот застанал вчудовиден на брегот и ги прашал своите емири и дворјани дали некој од нив го има некогаш видено ова езеро и ова место. Сите одговориле дека никој досега не ги видел. Се колнам во Аллаха дека нема да се вратам во престолнината додека не ја дознаам целата вистина за езерово и за разнобојните риби, извикал султанот и заповедал на стражата да ги обгради 4 ридишта. Потоа тој го викнал везирот кој бил искусен и мудар човек и му рекол: Ноќеска, јас сам ќе излезам од логоров за да ја откријам тајната на волшебното езеро и на неговите риби што зборуваат. Ти ќе останеш во мојов шатор и утре ќе им кажеш на емирите и на другите дворјани дека сум болен и дека не сакам никој да ме обеспокојува. Везирот се обидел да го убеди својот господар дека се изложува на многубројни опасности, но султанот останал упорен. Тој се преслекол како обичен патник, си опашал меч на појасот и тајно се извлекол од логорот. Султанот одел цела ноќ додека не се разденило, па го продолжил патот дури до пладнето, кога најпосле изморен од горештината седнал да се одмори. Потоа продолжил натаму и одел уште 1 ден и 1 ноќ додека взори не догледал во далечината некаква црна зграда. Може би таму некој ќе ми ја раскаже историјата на волшебното езеро и на неговите риби, си рекол тој зарадуван и кога дошол поблиску видел еден прекрасен дворец од црн мермер опкован во железо. Едната половина на двокрилната влезна врата била отворена, а другата затворена. Султанот тропнал, но никој не се јавил. Тропнал и втор и трет пат, па бидејќи не добил одговор, затропал посилно на вратата. Но насекаде царувала гробна тишина. Султанот си помислил дека дворецот е ненаселен, влегол во широкиот двор и стигнал до едно предворје. Нема ли овде жив човек да прифати и да нахрани еден изморен скитник? Извикал тој. Султанот ги повторил и трет пат ги изговорил овие зборови, но никој не му одговорил.
Тогаш тој се престрашил и тргнал кон внатрешните простори на дворецот. Се обзрнувал налево и надесно, но не видел никого, иако сите сали биле украсени со скапи свилени килими, завеси и зглавија. Во средината на еден мал двор имало базен со 4 лава од чисто злато, од устите на лавовите бликала вода која прскала бисерни и елмазни капки. Наоколу летале распеани птици, но ниедна од нив не можела да избега, зашто над дворецот била опната златна мрежа тенка како пајажина. Замелушен од овој раскош, истовремено и натажен што нема кој да му ја открие тајната на езерото и на чудните риби, султанот седнал да се одмори. Како што седел занесен во мислите, до неговите уши допреле жални човечки стенкања и еден глас проплакал. Мојот живот гасне во страдање и заканувања. О, безмилосно провидение, испрати ми ја смртта и спаси ме од макиве. Кога ги слушнал овие стенкања, султанот станал и се упатил во правецот од каде што доаѓал гласот. Тој потргнал една завеса и влегол во некаква сала каде што на висок издигнат престол седел прекрасен младич со страдалничко лице. Неговата свилена наметка била извезена со злато, а главата овенчана со круна. Султанот се зарадувал и го поздравил младичот, а младичот кимнал со глава и одговорил: Прости ми, господару, што не можам да станам од местово. Ти простувам, рекол султанот. Јас сум твој гостин и дојден сум по важна работа. Откри ми ја тајната на Блисково езеро и на неговите разнобојни риби. Кажи ми каков е овој дворец и зошто живееш ти овде вака, осамен, натажен и очаен. Од очите на младичот закапале солзи. Како да не сум натажен и очаен, воздивнал тој. Погледни ме. Несрекникот си ја разгрнал наметката. Од половина надолу телото му било претворено во мермер. Потресен од гледката, султанот го замолил младичот да му ја раскаже својата историја. Расказ за магепсаниот цар. Татко ми, почнал младичот, беше цар на Црните острови. Тој се викаше Махмут и цели 70 години среќно го управуваше царството. По неговата смрт јас се качив на престолот и се оженив за мојата братучетка, која ме засака толку многу што ако мене ми се случеше да заминам некаде, таа не јадеше и не пиеше се до моето враќање. Така поминавме во мир и во слога 5 години. Еден ден жена ми отиде на бања и јас му нарачав на готвачот да приготви вечера, потоа легнав на диванот и заповедав 2 робинки да ме разладуваат со ладала. Отсуството на жена ми ме обеспокојуваше и макар што ми беа очите затворени, не можев да заспијам. Тогаш робинката што ми беше до главата и рече на онаа што ми седеше до нозете. Масуда, колку е жално што нашиот господар си ја зацрни младоста со таква неверна жена. Да, одговори другата робинка. Да бидат проклети од Аллаха сите неверни жени. Каков подобар маж од него може да најде таа измамница која го изневерува секоја ноќ? Првата робинка додаде. Нашиот господар е навистина глупав. Зар тој ништо не гледа и не знае? Ами од каде да знае? Одговорила втората робинка. Секоја вечер таа му става опојни билки во виното и тој веднаш длабоко заспива. Тогаш прелюбницата скита саноќ и се враќа дури на разденување, кога и го разбудува господарот со некакви други билки што ги запалува над неговата глава. Кога го слушнав разговорот на двете робинки, господару мој, ме обзеде нескротлив бес. Но јас се воздржав и се престорив дека ништо не сум слушнал. Жена ми се врати од бања, ја поставивме трпезата, каснавме си, поприкажавме како секогаш, потоа таа побара да ја донесат чашата вино која јас го пиев секоја вечер пред легнување. Јас ја зедов чашата, но наместо да го испијам виното, незабележано го истурив низ прозорецот, потоа легнав и заркав преправајки се заспан.
Тогаш мојата жена ми рече: "Заспи и никогаш да не се разбудиш, не можам повеќе да те поднесувам, проклетнику." И кога го рече тоа, таа се облече во својата најубава облека, го опаша мојот меч, ја отвори вратата и излезе. Јас вмиг срипав од леглото и тргнав по неа. Жена ми тивко се извлече од дворецот, мина крај пазарот и стигна до градската порта. Таму таа изрече некакви неразбирливи зборови и портата веднаш се отвори. Неверницата се провлече надвор како сенка, јас по незините стапалки. Помалку таа наближи до една колиба изградена врз купишта ѓубре и влезе внатре. Јас се искачив на покривот, од каде што можев да гледам што се случува во колибата. Жена ми се доближи до еден грд роб кој лежеше врз куп трски. Гнасни партали му го покриваа разјаденото тело од лепра. Таа ја бакна земјата пред него, а робот ја крена главата и рече: "Каде задоцни невиднице? Досега беа овде моите роднини, тие пиеа и се веселеа, само јас ништо не пиев, зашто тебе те немаше." "Господару мој," одговори жена ми, "зар ти не знаеш дека сум омажена за мојот омразен братучет, од кого треба да се вардам? Ако сакаш да те уверам во мојата љубов, јас ќе го претворам овој град во урнатини, во кој ќе живеат само гаврани и кукумјавки, а камењата ќе ги пренесам на крај свет." "Лажеш, проклетнице," извика робот. "Те предупредувам дека ако задосниш уште еднаш, нема да ти дозволам да доаѓаш овде." По овој разговор ми се стемни пред очите и разумот ми се помати. А жена ми продолжуваше да моли падната на коленици пред робот, зборувајќи му: "Смилувај се над твојата несрекна робинка, ако ме избркаш ти, што ќе стане со мене?" И таа долго плачеше, додека најпосле некој милостиви робот со тврдо срце. Тогаш таа светна од радост и рече: "Господару мој, ќе ми дадеш ли да каснам нешто?" Робот одговори: "Откри ја онаа чинија и изеди го јадењето од глувчеви коски. Напи се и пиво од она грне." Откако се најаде, жена ми се склупчи како послушно куче во нозете на лепрозниот. Јас не можев да се совладувам повеќе. Скокнав од покривот, па и го грабнав мечот на прелюбницата која веќе беше заспана. Потоа замавнав со сета сила и го удрив со него робот. Тој закркоре и јас помислив дека сум го отепал, го оставив мечот на неговото место, се прибрав во дворецот и си легнав. Кога утрото гледам, жена ми си ја исекла косата и сета се облекла во црна облека. "Немој да ми се лутиш," рече таа. "Сношти разбрав дека мајка ми умрела, татко ми е отепан во борба со непријателот, а брат ми загинал каснат од шкорпија. Затоа сум вака тажна и очајна." "Аллах нека им прости на мртвите, а нека ги утеши живите," спокојно одговорив јас. И царицата се затвори во своите одаи и цела година плачеше и тажеше. Откако измина годината, таа ми рече: "Сакам во дворов на дворецов да изградам гробница и во неа да го поминам остатокот од мојот живот." "Прави како што сакаш," и реков јас. И навистина гробницата беше изградена и жена ми таму с кришум го пренесе полуживиот роб. Секое утро и вечер одеше кај него, го хранеше и го лекуваше со разно билје. Еднаш јас незабележано се вовлеков во гробницата и се скрив зад еден столб, откаде што можев се да наблюдувам. Жена ми коленичеше пред одарот на лепрозниот, му ги бакнуваше нозете и го тешеше со најнежни зборови. Тогаш јас не издржав, го извлеков мечот и се спуштив да ја пресечам главата. Но таа вмиг скокна на нозе, се закикоте со грозна смеја и извика: "Бегај од тука, омразно куче!" Откако прошепоте некаква магија, проклетата вештица половината од телото ми го претвори во мермер,
Потоа го Магепса целиот град и сите улици и градини ги претвори во езеро. Рибите во 4 бои се од луѓе од разни народности. Белите муслимани, црвените персици, сините христијани, жолтите евреи. 4 острови исто така беа претворени во оние 4 ридишта што сега го заградуваат езерото. Но тоа не е се. Секој ден вештицата ме става на неиздржливи страдања, ме шиба по грб со кожен камшик. По 100-тиот удар таа ми навлекува на раскрвавеното тело груба конопена кошула врз која ја префрла мојата богата наметка за да му се подсмева на моето царско достоинство. Длабоко трогнат од расказот на младичот, султанот рекол: Каде можам да ја најдам таа проклета вештица и незиниот лепрозен роб? Робот се уште лежи во гробницата, а злобната магесница оди секој ден кај него и му носи храна и вино. Се колнам во Аллаха, несрекен младичу, дека јас ке те спасам, извикал султанот. Јас ке се одмаздам за сите твои страдања и одново ке те вратам кон животните радости. Кога минала ноќта и настапило утрото, султанот се преслекол, си го зел мечот и отишол во гробницата. Наоколу светеле безброј запалени свеќи, а воздухот бил напоен со мирис на темјан. Султанот тивко се доближил до заспаниот роб, замавнал со мечот и го отепал. Потоа го извлекол мртвото тело на робот во дворот и го фрлил во бунарот. Веднаш потоа се вратил назад, легнал на местото од робот и се покрил со неговата наметка, скривајки го кај себе и голиот меч. Помалку, вештицата дошла кај младичот, го соблекла и почнала да го шиба со кожен камшик. Султанот ги слушал викотниците и стенкањата на несрекникот и одвај го додржал својот гнев, но продолжил да лежи на ударот. Кога телото на младиот цар се покрило со крвави рани, вештицата му облекла конопена кошула, го наметнала со царската наметка и отишла во гробницата. Господару мој, кажи ми само еден збор, замолила таа, паѓајки на коленици пред ударот и почнала да плаче. Тогаш султанот си го изменил гласот и тивко одговорил: Само Аллах е семоќен и силен. Штом ги слушнала тие зборови, вештицата радосно извикала: Не е ли ова сон? Зар ти си излекуван? А султанот уште потивко прошепнал: О, небиднице, ти не заслужуваш да ти одговорам. Зошто? Прашала таа. Зашто секој ден жестоко го измачуваш твојот маж? Неговите викотници и стенкања не ми даваат мир ни еден миг. Ослободи го од лошата магија и јас ке оздравам. Веднаш ке исполнам твојата желба, рекла вештицата и се стрчала во дворецот, зела една чаша, ја наполнила со вода и изговорила неколку магични зборови над неа. Водата зоврела исто како на оган. Вештицата отишла кај младиот цар, го попрскала со магесничката вода и извикала: Земи го својот прегешен лик. Во истиот миг мермерот се претворил во живо тело, младичот се исправил на своите нозе и му се заблагодарил на Аллаха за своето спасување. Веднаш да си одиш одовде, бесно извикала вештицата, и никогаш да не се вратиш ако ти е мил животот. Младиот цар бргу излегол надвор и се скрил во градината. Вештицата се вратила кај султанот и му рекла: Господару мој, ја исполнив твојата заповед. Не, рекол султанот. Ти уништи само една ветка од злото, но коренот остана. Треба да го откорнеш и самиот корен. Што сакаш да речеш? Не преправај се дека не ме разбираш. Јас зборувам за градот, за неговите жители и за 4 острови што ти ги Магепса. Секоја ноќ рибите во езерото ги креваат главите и не проколнуваат. Оди и ослободи се од твојата магија, па јас сосема ќе оздравам.
Кога ги слушнала овие зборови од султанот, кого се уште го сметала за свој роб, вештицата рекла: "Нека биде како што сакаш ти." Таа отишла крај езерото, зафатила од неговата вода и одново ги изговорила магесничките зборови. Рибите подскокнале, ги подкренале главите над водата и се претвориле во луѓе. И целата магепсана земја се ослободила од злото волшебништво, градот оживеал, улиците се исполниле со народ, луѓето се фатиле за својата недовршена работа, а голите ридишта одново се претвориле во зелени острови. Тогаш вештерката се вратила кај султанот и му рекла: "Господару мој, дај да ти бакнам рака." Султанот прошепотил: "Ела поблиску до мене." Кога таа се доближила, тој го извлекол мечот и со таква сила и го забил во градите што врвот заблескал зад незиниот грб. Потоа султанот го преполовил незиното тело на два дела, излегол од гробницата и го догледал младиот цар кој нестрпливо го очекувал. Во изблик на благодарност младичот му бакнал рака на својот спасител, а султанот му рекол: "Овде ли ќе останеш да живееш или ќе дојдеш во моето царство?" Младиот цар го прашал: "А знаеш ли, спасителу мој, колкав пат не дели од твоето царство?" 2,5 дена, му одговорил султанот. "Многу се лажеш," рекол младичот. "До твојата престолнина треба да се патува цела година. Ти си стигнал овде само за 2,5 дена поради тоа што моето царство беше магепсано, но ако треба, јас сум согласен да те следам и до крајот на светов." Султанот се израдувал и извикал: "Му благодарам на Аллаха кому му било по волја да ме состави со тебе. Јас немам деца и ти ќе бидеш мој син и наследник на мојот престол." И двајцата се прегрнале и отишле во дворецот. Таму младиот цар им заповедал на своите бољари да се приготват за пат. Кога сите подготовки биле завршени, долг карван се упатил кон царството на султанот. 100 камили биле натоварени со скапи подароци, а редум со камилите оделе коњаници и телопазители во блескави облеки. Цела година патувал карванот и најпосле стигнал во султановиот дворец. Везирот и војската излегле да го пречекаат својот господар кого го сметале за умрен и ја бакнале земјата пред неговите нозе. Така султанот свечено влегол во дворецот, седнал на својот престол и им раскажал што се случило. И везирот го поздравил младиот цар за среќното спасување, а султанот наградил многумина луѓе, при што не заборавил да го повика и сиромашниот рибар што му ги донесал рибите. Кога рибарот се јавил во дворецот, султанот го прашал дали има деца, а старецот одговорил дека има 2 ќерки. Тогаш султанот се оженил за едната ќерка, а другата му ја дал за жена на младиот цар. Потоа тој го наименувал својот везир за владетел на 4 острови, откако го испратил со многу робови и подароци за сите емири во неговото царство. И така, сиромашниот рибар станал богат човек, а неговите ќерки заживеале среќно како царици. Ви благодариме што останавте со нас до крајот на оваа аудиокнига. Доколку ви се допадна, ве покануваме да се претплатите на каналот, бесплатно е, а вашата поддршка навистина многу ни значи. Во описот на видеото ќе најдете плейлисти со уште аудиокниги на каналот Гласот на книгата и продолжете со слушање. Пријатно до следната приказна.